Некогаш одамна, во славното македонско минато имаше едни големи храбри борци, комити и војводи кои се бореа за слободна Македонија. Еден ден големите војводи Гоце, Питу и Даме седеа и се договорија да пукнат едно големо востание за ослободување на народите на Македонија. Браќо, јас ке тргнам од левата страна со Митра и со трајчата. Јас ке дојсам двајца борци од кајменот Демихисар. Како не салам се борат, борците се топ. Така е. Абе, браќо војводи, каков топ бе? Еден топ имаме и тој го викаме Топче. Ама се договараме за ја, ти, овој, оној, као да се справяме за фудбал на мали голчиња. Дај да видиме колку сме бе. Да видиме колку пушки имаме, колку куршуми имаме. Од Турција имаме ли инфо да видиме колку ќе испратат, да знаеме како да ги пречекаме луѓето? Таскале, дај не го тапи сега. Ти така не си борец. Ти си појке за оние другите, за надпреварите по полињата, по бавчите. Даме прав е, Гоце. Треба да знаеме колку пари имаме за муниција, за пушки, за комитите. Ама бе ти влаф еден. Само во парата ти умот. Не ми е за парите, брате. Туку не сакам да останеме сред борба без муниција. Па после да испадне последниот куршум, сам да си го рокнам. Гризни јазик и мрдни се од месо, ама не се мрде многу пошто си у кадар. Абе, браќа војводи, јас сепак ви викам прво попис да направиме, бе. Да видиме колку сме, да видиме со што располагаме, со какви ресурси, да видиме зашто не биваме, да видиме кој е селски учител, да видиме кој е поп, да видиме кој е шверцер, лихвар, односно чорбаџија, да видиме албанци, македонци. Власи. Брате Питу, извини вака да не ме сватиш погрешно. Значи, за власи треба да видиме. Знаеш зашто? Затоа што у многу фирми влафи и егеец се професии. Така е. Да провериме. Абре, браќа, шо ќе се попишиме? Па полојна портите нема да ни ги отворат. Така му е од штабот речено. А другите што се другата полојна, од кај да знаеме од која третина се. Каква третина, бе, брату Даме? Е како каква, брату Гоце? Па нели на секој двајца комити еден е кодош? Тоа значи дека 2/3 сме комити, 1/3 се кодоши. Од кај да знаеме тој што ќе отвори портата, кој е? Во право си, брате. Може би не е времето сега за попис. Ја ви кажав, без попис не дигам востание, Јасно? Така е. Не е така. Така е. Не е така. Така е. Не е така, кој не е така. Брату Гоце, кај да е за година две империјата ќе направи попис. Не ми е мене за мене. Јас ќе се пишам влав. Туку за вас ми е. Може би никогаш нема можете да се напишете македонци, ако не го дигнеме востанието. Така е. Ќе треба да се пишиме бугари, оти во графата нема кај да се пишиме, не постојат македонци. И после 100 години ќе речат оти сме биле бугари. А нели сакаме да се попишиме, ама во независна, во слободна Македонија. Абе, браќа, че слушајте ми го зборот. Со ваков став, еден ден ни у слободна и у независна Македонија нема се попишеме. Стално наоѓаме по некој изговор, бе. Те империја, те кодоши, те левица, те десница, па ќе се спокараме, па некој вирус ќе искочи. Него, знаеш дека ми се пријаде од муабетов? Бе, дај да каснеме нешто, бе. Што е, бе? Баница? Така е. Знаеш дека сум алергичен на баница, бе. Има ли некоја кафана овде, бе? Јок, брату Гоце. Има друга мејана кај што бевме за 1 мај. За 1 мај кај што бевме? Она од Карши? Тоа одлична кафана, бе. Таму има и турлитава и шкембе, ама ќе нарачуваме башка. Е, кажем, има да си направиме и кейф, и мерак, и лезет. А еса под џабе. Него вие двајца да земете да се попишете и да не те чуем јок. До кога се овие турцизми, бе? Ајде, бе. Брату Питу, ој Гоцета е не салам. Не го гледаш дека е влезен во визионерски филм. Е, да, малку се филма. Туку, што ми е зборот? На состаноков бевме тројца, така? Така е. Е, па... Кој е кодошот? Пичка во мајчина. Денес, иако имаме своја држава, ништо не се сменило. Не знаеш дали си имаш работа со војводи или со кодоши.